Почитувани медиуми, добре дојдовте на редовната пресконференција на Стопанската комора на Македонија на тема повисок кредитен рейтинг на земјата за подобар бонитет на македонските извозници пред странските партнери. За таа цел на денешната пресконференција ќе се обрати Валентина Цветковска од Стопанската комора на Македонија. Повели. Добар ден. Стопанската комора на Македонија соработува со светски познатата агенција за кредитен и бонитетен рейтинг COFEIS од Хрватска со цел поддршка и развој како и заштита на компаниите и нивното деловно работење. Во насока на промовирањето на малите и средни компании, обезбедувањето на добри бизнис пракси и зголемувањето на пазарната транспарентност, Стопанската комора на Македонија за своите компании и членки го започна проектот Excellent SME Македонија во април 2013 и континуирано бројот на Excellent SME сертификатите расте, односно бројот на успешни компании од година во година се зголемува. Стопанската комора на Македонија за последните 6 години, значи од 2013 наваму, издаде над 800 Excellent SME сертификати или извештаи за успешни компании. COFEIS или COFEIS Хрватска беше избрана за соработка бидејќи е кредитна и бонитетна куќа која што е присутна директно или преку мрежата на партнери во 100 земји од светот или пак и дава поддршка на клиентите преку осигурувања на нивните купувачи во над 200 земји во светот. Во својата база COFEIS има над 880 милиони компании со над 540 милиарди евра на осигурани побарувања само за 2018 година. COFEIS е бонитетна куќа која што анализите на бонитетите на компаниите ги вреднува со оцена од 1 до 10. Во Македонија, успешните или Excellent компании кои можат да го користат сертификатот Excellent SME се оценуваат со оцена од 6 до 10. Во изготвувањето на бонитетниот извештај на секоја компанија влегува и ризикот на земјата кој досега беше 25% од оцената која што компаниите ја добиваа. Така да, најголемата оцена во минатите години која добила било која македонска компанија беше 8. При детерминирањето на кредитниот рейтинг на една држава во предвид се земаат неколку важни фактори: националниот приход по глава на жител, растот на бруто домашниот производ или БДП, стапката на инфлација, фискалната рамнотежа, јавниот долг и економскиот развој. Кредитниот рейтинг на Република Северна Македонија во февруари 2019 година според COFEIS е оценет со ознака Б, со тенденција за стабилност до крајот на 2019 година. А бизнес климата е оценета со ознака А4. Ова е напредок за разлика од претходните години, кога државата беше оценета со ознака С за ризик на земјата, исто ознака С за бизнес климата во државата. При изготвувањето на анализата на кредитниот рейтинг наведени се предностите на нашата држава, а тоа се интеграцијата во германскиот ланец на производство, знаеме дека 40% од вкупниот извоз е во Германија, близината на централноевропските фабрики, конкурентноста на платите, поддршката на меѓународните донатори, како и високите дознаки на работниците во странство, меѓутоа и денарот кој што е врзан со еврото. Ако направиме паралела пак со другите држави во регионот, ќе дојдеме до следните показатели за кредитниот рейтинг. Значи, Србија и Црна Гора имаат исти кредитен рейтинг како и нашата држава, Северна Македонија, оцената на нивниот ризик на земјата е Б. И А4 за состојба на ризикот на бизнес климата. Со подобар рейтинг е оценета Словенија, каде ризикот на земјата е А3 и состојбата на бизнес климата е А2. Бугарија има А3 за ризик на земјата и А4 за бизнес климата, а Хрватска има рейтинг од А4 за ризик на земјата и А3 бизнес на состојбата на бизнес климата. Грција има ист рейтинг како и нашата држава во однос на ризикот на земјата, а тоа е Б, меѓутоа нивниот ризик или состојбата на бизнес климата е А3. Послаб рейтинг од нашата држава
Во однос на бизнис климата и во однос на рейтингот имаат Босна и Херцеговина и Албанија. Каде во Босна и Херцеговина ризикот на земјата е оценет со С, а бизнис климата со Б, а Албанија и за двете параметри и ризикот на земјата и бизнис климата е оценета со оцена С. Бонитетните извештаи и сертификатот Excellent SME Македонија обезбедуваа вредни информации и се уште обезбедуваат на компаниите во проценка на потенцијалните деловни партнери и категоризација на купувачите врз основа на нивната кредитна и платежна историја. Специфичноста на бонитетниот извештај е во тоа што дава пристап до интернет бази на податоци кои што опфаќаат над 12 милиони компании во Централна и Источна Европа. Извештајот дава избор помеѓу моментално пронаѓање на обработен или онлайн извештај или нарачка на најсвежи сегашни одма обработени извештаи. Годишна ревизија со 4,2 милиони комплетно финансиски извештаи, информации за несоодветност кои што се поврзани со над 570.000 компании од Централна и Источна Европа. Извештаите вклучуваат кредитен рейтинг, информација за плаќањата, информација за максимално препорачаните кредитни лимити и слично. Зголемениот кредитен рейтинг ќе им помогне на клиентите и бизнес партнерите да ги намалат финансиските и другите ризици кога ги склучуваат деловните договори. Поголемата оцена во бонитетните извештаи ќе овозможи поголем кредибилитет во очите на клиентите и бизнес партнерите, помал бизнес ризик, поголема доверба и полесно, побрзо и помалку ризично донесување на бизнес одлуките. Затоа, уште еднаш ги повикуваме успешните компании во нашата држава да го верификуваат својот бонитет, односно да се стекнат со сертификатот Excellent SME Македонија, а преку нив полесно да дојдат до пристап на светските пазари. Благодарам. Секако доведува до отварање на можностите на македонските компании за пристап до странските пазари, а пред се да бидат препознаени од странските деловни партнери. Затоа што не е баш едноставно, значи ти како успешна компанија себе да се проценуваш дека вредиш на вистина добро и котираш можеби за 10 оценка, но меѓутоа ризикот на земјата кој што е 25% во формирањето на тој кредитен рейтинг, ти доведува во ситуација наместо да бидеш оценет 10 и странските партнери да те препознаат како успешна компанија, да те верификуваат со оценка. Сето ова би требало да доведе до соодветен зголемен настап на македонските компании на странските пазари.